Почитувани гледачи, ви посакувам добре дојде во најновото издание на емисијата 24 за животот. Денеска, додека надвор истура дожд, не знам како е по другите градови, важно во Скопје овде не може ни да се движи човек никаде, затоа и малку доцниме додека се подготвивме. Сега, кој дома малку му прокиснува во делот, ова е нашиот дом, секогаш ќе си има чадорче да си го има за резерва во случај да треба да се отвори чадорчето, но поради бабини, деветини и стари легенди, јас нема да го отворам чадорот овде во затворена просторија. Во секој случај бидете си подготвени со кофи и чадори, а доколку излегувате строго гумени чизми рибарски, затоа што надвор тешки поплави има. Во секој случај, ние ќе си разговараме во текот на емисијата за една тема убава, ќе ни раскажуваат за одредени патувања, познавајќи ги од оваа организација дека доста така фино си шетаат наоколу, но и истовремено и работат. И за сето тоа ќе разговараме, впрочем, за еден доста долг јубилеј на самата организација која што ќе ви ја спомнам, нема да ви ја кажам сега, дури после времепловот, а тоа значи јубилеј од 60 години. Останете со нас, разговараме со две прекрасни млади личности во студиото. Веднаш по времепловот започнуваме со разговорот. На денешен ден во 1859 година умре австрискиот кнез Клеменс Метерних, кој како министер за надворешни работи и канцелар 4 децении ја кроел надворешната и внатрешната политика на Австрија, но во голем дел и судбината на Европа. Канцелар бил од 1821 година до 1848, кога бил тргнат во Мартовската Виенска револуција и бил принуден да емигрира во Англија. Во 1869 година Македонската црковна училишна управа во Неврокоп упатила писмо до големиот везир во Цариград, во кое се барало решавање на црковното прашање преку поставување владика од словенско потекло. Чувствувајќи опасност, Цариградската патријаршија ги активирала своите органи на теренот против воведување црковно-словенски и македонски јазик во училиштата, а биле уништени и голем број словенски ракописи и богослужбени книги. Во 1955 година во автомобилската трка 24 часа Леман возилото на Пјер Леве излета од патеката, пошто загинаа 80, а беа повредени повеќе од 10 посетители. Во судирот учествуваа 3 автомобили кои влетаа во гледалиштето. Во 1979 година во Лос Анџелес, Калифорнија, почина Џон Вејн, символот на американската вестерн филмска индустрија. Со повеќе номинации и една награда Оскар за најдобра машка улога во филмот True Grit, Џон Вејн станал омилен меѓу луѓето, па имал и неколку обиди во политиката. За жал заболел од рак на белите дробови и не успеал да се избори со болеста, најмногу поради цигарите и алкохолот. Така се вративме во студиото, веќе е време да најавиме она за што ќе зборуваме денеска. Кратка и јасна ни е темата, 60 години Ајсек. Ќе кажеме за што точно станува збор, иако ние за Ајсек имаме зборувано, ми се чини, 2-3 пати во емисијата со различни гости. Денешните наши гости веќе веднаш ќе ви ги представам. Ќе почнем од дамата Бојана Завкова, подпредседателка за надворешни односи, и Стефан Младеновски, да не ти го сгрешам презимето, председател на Ајсек Скопје. Добре дојдовте. Благодараме на покана. Суви сте, тоа е најважно. Јас не бев така сув кога дојдов во телевизија, но затоа има фенови за да се среди човек. Во секој случај се уште така патичињата ми се малку водени. Не ми замерувајте ако шлапкам. Добри? Да, одлично. Одлично. Имате многу убав јубилеј, нешто што ќе го одбележувате, но не зборуваме за Ајсек Скопје 60 години, туку зборуваме за општо Ајсек кој што прославува 60 години, одбележува, сакав да кажам. Ќе почнем од председателот, ако не се лутиш, Бојана. Нема проблем, да. По хиерархија, не за друго. Да. Иако предност на дамата и се дава, но добро. Да, джентълмен секако. Сакаш да бидеме джентълмени? Да, секако. Добро, Бојана, што е Ајсек? Вака, значи Ајсек е најголемата студентска организација во светот. Во Македонија оваа година прославуваме 60 години постоење. Стефан позна ќе објасни нешто повеќе за историјата. Меѓутоа е организација која има за цел да ги сплоти младите и да им даде една интернационална платформа каде што би можеле да го развијат и да го откријат својот лидерски потенцијал и каде што ќе може да се спознаат самите себе, па да допринесат за општеството во еден позитивен начин. Така. Стефан, од кога се почетоци тебе пред 60 години, да речеме, ако добро ме држи математиката, тоа од секогаш слабо ми одело, би требало 53-та некаде да е... Да. Значи, ако може мала исправка да ти направам на твојата најава, значи Ајсек во Македонија оваа година па и 60 години од постоењето како Ајсек Македонија. Додека пак на глобално ниво
ISEC е присутна од 48 година, кога 7 млади ентузијасти од целиот свет се решиле да основаат едно здружение и да направат позитивна измена во светот. Така. Тоа народски се вели дека од дождот веќе ништо не паметам што требаше да кажам на почетокот, но значи ISEC Македонија одбележува 60 години, а 65 години ако е 48-та одбележува светскиот ISEC. Историски гледано, значи Бојана веќе кажа зошто е создаден. Како оделе почетоците од прилика, доколку имаш некои познавања од она што си прочитал? Да, значи... Со оглед на тоа дека никој од нас не е толку многу стар, па дури ни заедно веде. Да. Значи на глобално ниво ISEC 7 луѓе од различни страни на светот се основале, заедно се собрале за да направат со цел позитивна промена во светот. Значи 7 луѓе, самата организација во 1948 година започнале само 7 луѓе. Додека пак денес ISEC во 2013 година брои 86.000 членови. 86.000 членови, да. Тоа е колку еден град од поголемите во Македонија. Да. Кажи ми што значи ISEC? Кратенката, акронимот. Има значење на француски, меѓутоа не го знаем. Асоциација, интернационална асоциација за студенти од економскиот факултет. Но во последните 15 години самата кратенка, освен студенти од економскиот факултет, се прошири, значи буквално за сите кампуси. Во Македонија колку ISEC организации има? Бојана? Во Македонија моментално функционираат 3 комитети. Тоа се комитетот во Скопје, комитетот во Прилеп, имаме специјализирана единица во Тетово. Значи бевме присутни во Охрид, меѓутоа за жал тој комитет беше затворен, така да моментално оперираме со 3 комитети. Така, значи Прилеп, Скопје и Тетово. Да. Што значи специјализирана единица? Тоа не е комитет чисто. Тоа беше уште една. Како за 60 години одбележавме со отварање уште еден комитет, значи се проширивме оваа година. Да. А Ирлија нека име во Тетово. Одлично. Се фокусирате само на државните универзитети или? Значи членството на ISEC е од сите факултети, независно дали е тоа државниот универзитет, имам исто така членови, мал број на членови се и од приватните факултети. Така. Што значи членство во ISEC? Членство во ISEC можам да кажам од лично искуство, значи едно прекрасно искуство каде што ќе се стекнете најпрв во работа во тим. Најпрв во работа во тим со различни индивидуи ќе се навикнете на различна тимска работа, исто така може да се стекнете со различно интернационално искуство преку посета интернационални конференции. Исто така имаме голем број на практиканти кои не доаѓаат тука, значи ќе се дознаете бенефитите, предностите кои се можеби мултикултурно општество, работење во еден мултикултурен тим. Исто така има голем број на можности кои може да се стекнете. Значи имаме ние голем број на обуки, како интерни како и екстерни, од типот на комуникацијски презентацијски вештини, независно тоа дали е soft skills, значи продавање, значи еден ISEC член има голем број на бенефити кои ги стекнуваат самата организација, со што ќе го припрема него за полесно снаоѓање во живиот свет после завршување на факултетот. Така. Бојана, што за тебе значи членството во ISEC? Па пред се членството во ISEC значеше можност да се надградам сама себе покрај оние професионални студии кои веќе ги посетувам. Значи како студент на економскиот факултет, ISEC беше совршено на дополнување, да кажам, за да се дооформам на професионален план. Така да меѓутоа сметам дека тоа представува и за секој студент, значи на начин на кој што ќе можеш да се стекне со некои искуства и знаења кои можеби од факултетот ни ги добиваме, па нели таму повеќе теоретски се подкрепуваме, па тука имаме и шанса практично да го покажеме она што го знаеме и да ги научиме многу од работите кои утре ќе ни бидат за плюс, да кажеме, во понатамошниот живот. Така. Кажете ми каде е канцеларијата во Скопје? Значи канцеларијата во Скопје. Размислувај за Прилепите тоа. Канцеларијата во Скопје се наоѓа на економскиот факултет. На економскиот, така. Значи таму може да ве најдат лесно студентите кои што сакаат да станат член, а се во склоп на градот Скопје. Во Прилеп? А во Прилеп исто така се наоѓа на економскиот факултет, додека пак на Тетово е на Штуловиот факултет. Така. Кажете ми сега, дали има одредени работи кои што треба да ги исполнувате за да бидете член на ISEC или едноставно само треба да сте студент? Само треба да сме студенти, значи единствениот критериум е да се биде студент, а потоа понатаму си се пронаоѓа самиот студент во областа во која сака да се надгради и си тече неговото искуство во ISEC. Така, ќе се вратиме на делот со надворешните односи, кај Стефан веќе само да прашам. Како функционирате организацијски во ISEC?
Значи, според органограмот на самата организација, освен председателот има и 6 подпредседатели на функционални области. Значи, поделбата по функционални области во самата организација е направено членството да се стекне со што повеќе знаење од различни области. Добре. Значи, имаме функционална област за односи со јавност, имаме функционална област за контакт со надворешни entитети, исто така имаме функционална област која е поврзана со праксите, со интернационалната програма на размена. Исто така имаме и човечки ресурси, имаме финанси. Значи, таа структура на самата организација е направена со цел еден член кој ќе влезе во ISEC да има можност да членува во повеќе функционални области со цел стекнување на повеќе знаење од сите области. Практично организацијски не сте далеку поразлични од, да речеме, една поголема компанија, мислам средна компанија или фирма која што ги има истите сектори. Да, значи буквално постојат голем број на сличности помеѓу нашата организациона структура како и со компаниската. Така, кои се главните капитални проекти долговремени што ги работите? Значи кои што траат веќе со години, да речеме. Па не би го нарекла можеби проект, меѓутоа и самата основна активност на ISEC организација е програмата за размена. Добре. Значи дали ќе биде тоа програмата за размена кој ги офаќа оние практиканти кои доаѓаат од страна, работат на проекти тука во Македонија, или пак наши студенти кои заменуваат да волонтираат во ISEC земјите ни ширум светот, или пак идат на професионална пракса. Меѓутоа тоа е еден тип на активност која се провлекува низ сите овие 60 години, која е главната активност на ISEC организација генерална во светот. Така да тоа е главниот наш фокус и главната цел за која се залага ISEC и која сака да ја промовира меѓу младите, значи да се добие со тоа интернационално искуство и да се прошират видиците на младите за тоа све што како се функционира во светот, меѓутоа тоа подоцна да го имплементираат можеби во Македонија. Сега кога веќе споменавме, значи размена студенти, тука спаѓаш ти како главна улога со оглед на тоа дека си со надворешни односи и веројатно ти ги координираш целите тие работи. Извинете на ти што ви зборувам така, ми доаѓа природно. Со сите организации или сите соработувате? На ISEC што се надвор од Македонија? Да, како организација што ние членуваме во една интернационална платформа, значи тука членуваат сите ISEC земји, ги има во над 113 земји. Значи, ние сме во постојан контакт со нив и целата таа програма може да се развива преку константна комуникација со сите ISEC земји, со сите членови. Така да сме едно огромно семејство и тоа се функционира сите овие 60 години, така да континуирано соработуваме со нив. Дали, например, имаме регионална соработка по упорна, да речеме, регионална соработка, кога станува збор за одредени проекти? Значи, дали полесно ние да комуницираме со балканските држави или? Па во ISEC, во организацијата на глобално ниво, значи сме поделени на одредени региони, значи имаме тука централно-источно европскиот дел, потоа ги имаме западна Европа, имаме дел во Америка, Африка, Азија се опфатени тука. Така сме поделени, значи има и Африка и Азија. Да. Не има сегде, но во соработките да кажам дека немаме нешто конкретно, сме сконцентрирани можеби само на овој регион бидејќи сме тука географски позиционирани, меѓутоа соработките течат непречно со сите, така да не сме да кажам ограничени. Така, колку членови имаме, Стефан, кај нас? Во Македонија или во Скопје можеш да кажеш? Во Скопје поконкретно би можел да кажам дека има членство од 100 до 120 активни студенти. Активни, а во Македонија од прилика? Па би можело бројка од 250 до 300 члена. Така, 250 до 300. Кажи ми, Стефан, кои земји најчесто ги земаме за соработка практично за размена на студентите? Како што кажа Бојана Преска, ние сме буквално поделени на 6 региони, каде што ISEC Македонија како ентитет има соработка со сите тие земји. Добро. Но како земји, топ 5 земји кои што можам да ги извам, од кои македонските студенти одат највеќе на пракса и посетуваат нивни конференции се Русија, Белорусија, Украина, Хрватска и Германија. Така. Значи тоа е тој дел, она што го споменав, дека географски можеби најмногу до нив се приближуваме. Во ред, ќе направиме една кратка пауза сега за еден прилог кој што имаме да го емитуваме. Тоа е прилог кој што го направи колешката Гарана Николовска, а се однесува токму на она розова прошетка, како што се нарекува, или напред розова од 2013, за кој што момент ние зборувавме минатата седмица во четвртокот, заедно со докторот Андреј Арсовски и докторката Мирјана Бабамова, токму за кампањата која што невладината организација Борка во соработка со други институции и организации организира за борба против ракот на дојка, односно против сите канцерогени појави.
Розова револуција во центарот на Скопје. Повеќе од 1500 учесници продефилираа низ градскиот плоштад со символични розови маички, упатувајќи апел до сите жени да се подигне свеста за рано превенирање на ракот на дојка. И лекарите со поддршка советуваат жените да водат повеќе грижа за своето здравје, но апел и до мажите кои за жал можат да го развијат истото заболување. Оно што сметам дека е најважно да го понесеме сите како порака денеска е тоа да раното откривање на карциномот на дојката води кон конечен успех во победувањето на оваа болест и затоа апелирам до сите жени да навреме ги прават сите тие превентивни, систематски прегледи, се со цел да оваа болест се открие во најрана фаза, кога навистина може успешно да се победи и да се излекува. Тука се собравме за да го прославиме животот и да им одадеме почит на сите оние кои што за жал не можевме да ги спасиме, меѓутоа животот продолжува и понатака, тоа го покажуваат сите овие храбри жени облечени во розово, па дури и ние им се придруживме, се со цел да им ја укажеме нашата поддршка. И мене ми е посебно задоволство што јас учествувам буквално на сите досегашни вакви манифестации и во иднина ќе продолжам да ја давам мојата поддршка на начин на кој можам и на начин на кој сметам дека е соодветно, бидејќи само со подигнување на јавната свест, согласно зборување за потенцијалните проблеми и потребата за грижа за сопственото, но и за здравието на другите, ние ќе ја постигнеме целта. Според последните статистики, морталитетот во земјава изнесува 25%, односно 61 жена на 100.000. Министерот за здравство најави нови проекти со кои навреме ќе се детектира, но и превенира карциномот на дојка. Во поглед на превентивните програми, ние започнавме превентивна програма за еден тип на скрининг за рак на дојка. Во тој правец имаме една обука на наши доктори која што се врши во Словенија и која што иде преку програмата на Европски образовни мобилности, националната програма. И во тој правец се повеќе сметаме дека Министерството за здравство треба да биде фокусирано во овој дел, значи во делот на превентивата, и тоа ќе го направиме. Иницијативата Напред розово се одржа по 5-ти пат, а со собраните средства од продажбата на розови производи ќе се обезбедат перики за жените со низок социјален статус кои примаат хемотерапија, како и психосоцијална помош и поддршка за болните од рак и нивните семејства. Така, тоа беше видување на самиот настан кој што се одржа викендот што измина и Напред розово 2013, го очекуваме Напред розово 2014. До тогаш слушајте ги оние совети кои што ви ги дававме во четвртокот заедно со двајцата доктори. Ние во студиото сме заедно со Бојана Завкова, подпредседателка за надворешни односи на AIESEC Македонија и на AIESEC Скопје, и заедно со Стефан Младеновски, председател на AIESEC Скопје. Нешто ме буни AIESEC Македонија, AIESEC Скопје. По однос на тие работи, постои ли нешто што е AIESEC Македонија над сите три комитети или? Па не, AIESEC Македонија постоиме како сте три комитети кои функционираат моментално, меѓутоа нели разделно бидејќи во различни градови постоиме вака, затоа сме и ословени како AIESEC Скопје, AIESEC Прилеп и AIESEC Тетов. Така. Добро, сега кажете ми, имате настан кој што ќе се случува токму по повод 60 годишнината, каде ќе се случува, кога ќе се случува, што ќе се случува, Бојана, Стефан? Па роденденот ќе се одржи утре вечер, значи во Бистро бар Барбакан, со почеток во 9 часот. Значи ги поканувам сите 21 вечерта. 21, да. Добро. Да. Ги поканувам сите што биле заинтересирани да се придружат да го прославиме овој наш јубилеј, значи од 60 години. Значи сакавме да го одбележиме сега ова е една убава бројка, голема гордост за нас како организација. Да се собере целото активно членство на AIESEC, да се соберат и старите членови на AIESEC, нашите партнери и соработници, така да утре ќе одбележиме еден многу убав момент. Се радуваме на тоа. Стефан, во самото организирање, да речеме, на роден денот, ако може така да го наречеме, роден ден, така, имате ли нешто што ќе представите за време на утрешниот роден ден, или отворањето на специјалната единица во Тетово е роденденски подарок за Македонија? Да, би можел да кажам дека по повод 60 години од AIESEC спремивме на мало изненадување за сите поминати генерации AIESEC во Република Македонија. Снимивме мал видеоедиторијал од членови на нашата AIESEC алумни асоциација, каде што од различни генерации луѓето ги споделуваат искуствата кои тие ги поминале во AIESEC. Кој е најстариот член што го имате во алумни асоциацијата, со оглед на тоа дека е 60 години
старо ISEC Скопје, вака имате идеја? Според датабазата што ја поседуваме моментално, најстариот член е пред 40 години, значи кога тој самиот член членувал 20 години славеле. Браво. Значи, ако бил член на 40, сигурно имал 19-20 години како студент, сега има веќе 60 и нешто години. Да. Одлично. Сте имале ли искуство, да речеме, не со оние блиску постарите од вас 2-3 години што се постари, туку нешто постари, 10 години од алумни асоциацијата, да ви ги раскажат своите искуства, како тоа изгледало порано? Па, токму оваа година беше официјално отворена алумни асоциацијата во Македонија. Имавме алумни конгрес кој се одржи во декември минатата година и на тој алумни конгрес имавме шанса да ги запознаеме сите тие членови на ISEC и ние бевме буквално онака изненадени за тоа како они говоре и буквално делуваше како да не поминало времето за нив, значи исто кога се могат на наша возраст моментално и за начинот и за страста со која говореа за организацијата и како они се чувствувале кога биле членови, така да беше навистина едно прекрасно доживување и од тогаш натаму веќе активно работиме со самата асоциација, така да имаме шанса да ги слушнеме како било порано, како е сега да имаме некоја споредба. Така. Што би ни раскажале некоја интересна анекдота, да речеме, од некои случување на ISEC или од некој кој што бил на размена па се вратил? Би можел да Сигурно би интересна приказна некоја. Да, значи по самите ние наши минати искуства на конференции, значи сме посетувале повеќе од 5 до 6 домашни конференции, како интернационални конференции, има голем број на интересни анекдоти и случаи што нас не си имат случано. Добре. Но исто така и при организирањето на самите настани, сите тие часови на работа, додека 24 часа пред самиот настан, буквално хаос во самата канцеларија кога се спрема. Добро. Се случуваат голем број Не сакам да интересни сум би случаи. таму кога е 24 часа пред конференција сте веќе се подготвуваат. Значи има голем број интересни случаи, исто така Бојана која што напомена, се случи за прв пат конгресот на самата ISEC алумни асоциација во Република Македонија. Беше интересно да се чуе од луѓе кои се на 45 годишна возраст, на 50 годишна возраст, како тие се ги поминувале самите конференции, како било тогаш и како е сега. Че буквално времето само поминало, сеќавањата се исти. Така. Да. Сте немале некоја свадба, нешто помеѓу некои во ISEC на интернационално ниво или нешто слично? Значи имам еден интересен случај. Не мора да има нешто такво, при толку многу членови мора да имате нешто такво. Има еден интересен Баш случај. како мода се запросувањата, не за друго. Да. Има еден интересен случај каде што младоженецот и сопругата беа членови на ISEC, како и потоа нивниот син беше член на нашата организација до 4-5 години. Значи буквално цела фамилија. Тоа е веќе добра приказна. Тоа е веќе интересно. Што значи тоа конференција на ISEC? По конференциите на ISEC се конференции кои ги организираме интерно, значи тоа се конференции кои се наменети конкретно за членовите на ISEC. Оние што ги организираме ние нели во Македонија се најпрво за запознавање на новото членство со тоа што представува ISEC, со тоа како работи, што е тоа што стремиме да го постигнеме. А исто така и во секоја ISEC земја се организираат такви конференции каде што ние меѓуорганизацијски ги посетуваме тие конференции и гледаме како во другите земји се работи во ISEC, но секако нели се добиваат и многу знаења за нешто може ние тука кај нас интерно во организацијата да го имплементираме. Така, се тие конференции. Така, тоа ме интересираше дали тематски се одредени конференциите, секоја конференција е практично различна. Да, од година до година има многу иницијативи и програми кои се пуштаат секоја година кои се имплементираат во рамките на организацијата, значи што ги прифаќаат сите ISEC земји. Така да секоја година кога собираме тие конференции, ние всушност ги правиме тие планови, се учиме едни со други кои се тие планови што треба да се остварат и ги правиме тие стратегии заедно со новото членство нели ги подоцна да ги имплементираме кога ќе се вратиме тие конференции. Така. Колку имаме организирано ние, вашето раководство до сега конференции, да не се враќаме на за 60 години? Значи годишно ISEC организација во Република Македонија креира 2 интернационални конференции кои се на почетокот на самиот старт на студентската година, како и во месец февруари. Значи тоа се најпрви 2 конференции, како и постојат 2 до 3 интерни конференции кои се за поставување на организацијските цели и подобрување на ефикасноста на самата организација. Значи околу 5 до 6 конференции на годишно ниво во изминатите 61 години. Добро. Ќе направиме една кратка пауза, многу пресметување ми дојде. Јас ви кажав со математиката не сум како што треба. Одиме со занимливоста што ни ја подготви за денеска колешката Галена Николовска, да видиме што точно ни има избрано интересно да не расположи во овие фини времиња кои што се наоѓаме и потоа со рекламите се враќаме во студиото, уште некои 7-8 минути муабет да си направиме и да се одјавиме.
Спасен е единствениот преживеан Дорниер до 17. Од каналот Ла-Манш е извлечен германскиот бомбардер од Втората светска војна, кој бил соборен во округот Кент пред повеќе од 70 години, за време на нападот врз Велика Британија. Се верува дека ова е последниот зачуван модел од познатиот германски бомбардер познат како летечко пенкало, поради тесниот труп на авионот. Авионот е извлечен од 15 метри длабочина од Гудвин Сент, во близина на југоисточното крајбрежје на Англија. Експертите од Музеот на Британското кралско воздухопловство се подготвувале 5 недели за извлекување на авионот од морското дно, за кого се верува дека е единствениот преживеан Дорниер до 17 од Втората светска војна. Авионот бил соборен за време на битката за Британија во 1940 година, а подготовките за неговото излекување се најголема операција од таков вид во територијалните води, пишува во соопштението од кралското воздухопловство испратено до медиумите. Докажано најдобри, со попуст од 20%. Радио такси Рива 15161. Биокрилактив од алкалоид е масло од антарктички крил, богато со омега-3 масни киселини во форма на фосфолипиди. Споредено со триглицеридните, омега-3 масни киселини од рибиното масло, фосфолипидите од биокрилактив се многу поефикасно искористени во организмот. Помага во регулирање на нивото на холестерол во крвта, комплетен извор на есенцијални масни киселини, природен антиоксиданс астаксантин, биокрилактив, клинички испитан производ на Универзитетската клиника за кардиологија во Скопје. Второ мислење, емисија за класична медицина, алтернативна медицина, здрава исхрана и многу други совети за вашето здравје. Доктори, алтернативни доктори и разни методи на лечење. Емисија со второ мислење. Бидете со нас. Вин-вин со Оливера Трајковска. Четврток, 21 часот. Така, се вративме назад, значи 24 за животот. Денеска разговара заедно со двајца членови на АјСЕК, првично членови, а потоа и со своите функции. 60 години АјСЕК. Може да допишеме во насловот АјСЕК Македонија, бидејќи јас толку паметам, толку ми собира креденчето, што би рекле народски, па заборавив, бидејќи мислев дека на глобално ниво, но на глобално ниво е 65 години АјСЕК. Во секој случај во студиото со нас се Бојана Завкова и Стефан Моденовски, веќе сигурно ги научивте, бидејќи ги најавив неколку пати, подпредседателката за надворешни работи, председателот на АјСЕК Скопје. За крајот имаме отприлика уште некои, не знам, 7-8 минути да си доправиме муабет. Мене ме интересира, значи, колку луѓето од поранешните членови на АјСЕК имаат многу поголема можност во животот да добијат еве и подобра работа и како практичното искуство што го земаат. Би можеле да кажем... Не би се изразил подобри од другите студенти, бидејќи тоа не ми се допаѓа, но имаат повеќе можности реално. Да, би можел да кажам дека сите луѓе кои што искочиле од АјСЕК како студентска организација се стекнале со голем број на вештини, некој начин на неформално образование. Освен теоретското до негде знаење кое го добивам на самиот низ процесот на самото студирање, добиваат голем број на знаење од сите области. Независно од тоа комуникацијска, како што кажав, презентацијски вештини, самиот човек кога ќе искочи, кога ќе побара работа во самата компанија, тој веќе е во предност од другите луѓе кои аплицираат за истата позиција. Зашто? Бидејќи тој студент знае како да се однесува на самото интервју за работа, знае како да се продаде себе си како човечки кадар, како човечки ресурс
И сметам дека тие се тие предности кои секој член на АИСЕК ги стекнува низ самото АИСЕК искуство. Така. Големо ли е значењето да го имате во CV-то, односно во биографијата лична АИСЕК? Па, да, би можело да се каже дека... И надвор практично, не само во Македонија, туку и надвор, например, да се појавите во надворешни компании кои што можеби соработуваат со АИСЕК. Да, може да кажем дека во светот АИСЕК е навистина многу вреднуван и да се има АИСЕК во CV значи многу за било која компанија. Во Македонија можам да кажем дека во последниве неколку години се отвараат компаниите, дека се повеќе ги ценат било каков начин на инволвирање и на студентите во какво и да нели организација, не мора да биде само АИСЕК или било кој од другите студентски организации. Така да, дефинитивно да се има било какво учество на некој од овие вакви организации. Мислам дека на секој млад човек, на секој студент ќе му даде многу повеќе знаење и искуство кој ќе може да го покаже утре. На самото интервју ќе се види кој студент членувал на било која студентска организација, без разлика дали тоа АИСЕК или некоја друга. Така да мислам дека да, според мене, според тоа што го имаме добиено како фидбек од нашите соработници, вредно е тоа да го имаш АИСЕК искуството во своето CV, бидејќи веднаш се познава кога ќе се видат членовите. Може ли да се избалансира функционирањето во АИСЕК и студирањето? Да. Од наш личен пример би кажал дека со добар тајм менеджмент може да се искоординираат сите активности. Значи факултетот чисто да си го, чисто уредно да си ги комплетираме самите студии, како и поактивно учество би можеле да кажем бидејќи сме били во извршни одбори, сме имали искуство како проектни менаџери. Сметам до сега не сме најшли на некој проблем поголем. Така. Што е она што планирате за скоро време? Па за скоро време Или ќе одите на распуст? Па во текот на летото обично сме повеќе сконцентрирани кон тоа формирање на самото раководство за наредната година и на годишно ниво менувате раководство или? Да, на годишно ниво, со цел што повеќе луѓе се стигнат со можност за лидерска позиција. Меѓутоа, седно што ни предстои, ако можам да ја спомнам, тоа е летната школа која организираме заедно со економскиот факултет. Таа ќе се одржи од 5 до 15 август во Охрид, така да секој оној студент кој можеби има желба да учествува, може да најде повеќе информација на нашата веб страна или пак на страната на економскиот факултет. Па потоа започнуваме од септември веќе многу поактивно со новото членство, значи најпрво тоа ни предстои секоја година традиционална регрутација на нови членови која започнува и самата академска година. И потоа започнуваме со наши проекти кои традиционално ги работиме или пак со некои нови иницијативи. Така. Што би им порачал Стефан на студентите кои што можеби не се членови на АИСЕК, не се членови никаде, освен што се регуларни студенти? Што би им порачал? На македонските студенти би им порачал активно да се склучат во тој младински активизам, бидејќи на младите во Република Македонија им е потребна иницијатива. Потребно е малку подлабоко да навлезат во тој активизам, дали преку членување во студентски организации, независно тоа дали АИСЕК. Младите во затекот на своите студии треба се стекнат со некој начин на неформално образование, со цел кој што кажав преска, да искочат како готов продукт кој секоја компанија во Република Македонија го посакува. Така. Бојана, има ли соработка со други организации, невладини или со компании за некои настани? Ние во АИСЕК? Да. Да, континуирано соработуваме и со компании, и со институции за сите наши проекти, бидејќи на тој начин сакаме да имаме, значи тој проект да има што поголем опфат, значи да опфати што поголем број на чинители во општеството со цел, значи да го има тоа позитивно влијание кое ние сакаме да го постигнеме. На тој начин мораме да инволвираме што е поголем број на стейкхолдери, да ги наречам, за да може да, бидејќи верувам дека нели кога сме соработуваме заедно, мислам дека како и да можеме повише. Поддршка од медиумите имате? Поддршка од медиумите имаме, да. Како од радио, дали од пишаните или од телевизиите, секогаш кога имаме некоја активност да известиме, ни излегуваат во пресрц. Така. И за крај, Бојана, што би им порачала ти на студентите, она што го прашав и Стефан? Па, ја би се надоврзала со тоа што го рече Стефан и тоа што веќе го говоревме, дека неформалното образование и тоа како е битно за секој млад човек, за секој студент, така да и на сите топло би им препорачала да се приклучат на било која студентска организација или невладна организација без разлика, бидејќи искуството и знаењето кое се добива се навистина драгоцени и
А промената се чувствува многу брзо, значи само што ќе станеш член, јас можам да го кажам тоа како мое лично искуство, значи промената што се осеќа кај личноста, само што ќе влезе во таа организација е навистина голема, така да верувам дека секој член, секој студент би можел да се пронет во било која организација, на тој начин да допринеси самиот за себе, но и за своето окружување. Јас искрено ви благодарам за одвоеното време, особено по вакво невреме, да дојдете во студиото и да седите со нас и случајно да можеби да се намокрите во случај доколку прокиснеше, но добро е не прокисна, затоа чадорот го држам. И ќе се видиме повторно. Ви честитам роден ден, да сте живи и здрави и да се видиме за 70 години јубилеј или порано. Па може и порано. Може порано. Се гледаме во следна можност. Благодариме на поканата. Почитувани гледачи, тоа беа Бојана Завкова, подпредседателка за надворешни односи на ISEC Скопје, заедно со Стефан Моденовски, председателот на ISEC Скопје, со кој што разговаравме токму за јубилеот кој што го одбележува ISEC Македонија на ниво на Република Македонија 60 години, додека пак на светско ниво, така да речеме, има 65 години. Ова организација која што на сите студенти, иако првично била создадена за студентите на економските факултети, значи за сите студенти во денешно време овозможува волонтерско искуство, како и неформално образование кое што и како компаниите и другите организации го ценат доколку го имате во својата биографија. Па ако сте само регуларен студент, а немате што друго да правите во животот и ви е досадно, може слободно да се пријавите во ISEC и да пробате дали вие може токму да функционирате во една организација како што е таа, а која што е правена според модел на многу компании. Ви благодарам за денешното внимание, ви посакувам убав ден, се надевам дека сонцето во меѓувреме излезе додека ние сме овде во студиото, ако не е така, наскоро нека се појави повторно. Пријатно и се гледаме.